Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп рано утрово објави дека официјално стапи на сила прекинот на огнот меѓу Иран и Израел. Во кратка, но јасна порака објавена на социјалните мрежи, Трамп напиша: "Прекинот на огнот сега е на сила. Ве молам, не го кршете." Објавата доаѓа по 12 дена интензивни борби меѓу Иран и Израел, што резултираше со стотици жртви од двете страни и ја ескалираше регионалната нестабилност. Но непосредно пред објавата на Трамп, нови меѓусебни напади. Израел го нападна Техеран, каде според иранските власти загинал уште еден нуклеарен научник, но и 9 други лица кои биле цивили. Од друга страна пак Иран лансираше ракети врз Израел, кои го погодија градот Бершеба. Во нападот имало најмалку 4 жртви. По овие напади следуваа меѓусебни обвинувања за кршење на примирието. Но иранските државни медиуми подоцна објавија дека војната е завршена и дека прекинот на огнот е наметнат на агресорот. Нетањаху го прифатил примирието, но им забранил на министрите да зборуваат јавно, се огласија и израелските воени власти. בהמשך להנחיית הדרג המדיני, הפסקת האש נכנסה הבוקר לתוקפה. הבוקר ניתן לומר, צה"ל עמד בצורה מלאה בכל היעדים שהוגדרו במבצע עם כלביא. הרמטכ"ל הנחה את צה"ל לשמר רמת דריכות גבוהה ומוכנות לתגובה עוצמתית על כל הפרה של הפסקת האש. זאת תוך הדגשת שמירה על מתח מבצעי גבוה ושימור כוננות בכל החזיתות ולאורך כל הגבולות. Во текот на ноќта Иран исто така нападна американска база во Катар како одмазда, обвинувајќи го Вашингтон за поддршка на нападите врз иранските нуклеарни постројки. Нема штети ниту загинати, сите ракети биле пресретнати. За овој напад Трамп на социјалните мрежи порача: "Со задоволство можам да известам дека ниту еден американец не е повреден и речиси никаква штета не е предизвикана. Најважно е што тие isfрлија се од својот систем и се надевам дека нема да има понатамошна омраза. Сакам да му се заблагодарам на Иран што не извести навреме, што обезбеди да не се изгубат животи и никој да не биде повреден." Според иранските извори, повеќе од 400 луѓе се убиени откако започна израелските напади на 13 јуни, вклучувајќи 13 деца, додека повеќе од 3000 се повредени. Од друга страна, израелските медиуми јавуваат дека најмалку 24 израелски граѓани ги загубија животите како резултат на иранските напади, а стотици биле повредени.